Ерата на електричните возила доведе до експлозија на компаниите кои одлучија да го искористат новиот пазарен сегмент. Некои успешно, но повеќе очигледно не, зашто примери има доста. И најновите вести кои доаѓаат од Америка го потврдуваат тоа. Имено Faraday Future 11 години по основањето, 8 по представувањето на првиот и засега единствен модел и 2 по почетокот на производството, има продадено само 18 примероци од него. Причината не треба да се бара далеку. FF91, како што е означен, чини $250,000. Загубите веќе никој не ги ни брои, но и покрај се во компанијата не недостига оптимизам. Големи планови се полагаат во идните модели, меѓу кои ќе има и такви за кои ќе треба да се плати 10 пати помалку. Слична трагикомична приказна испишува и електричната марка моторцикли LiveWire, основана од Harley Davidson, и нејзините корени датираат од пред 11 години, а продажбата стартуваше во 2023-та. Скромно, со 660 примероци таа и 612 во наредната година, засега во првиот квартал да спадне на едва и 33, а плановите велеа дека до 2026-та ќе нарасне на дури 100,000. Но, едноставно, електричните мотоцикли на Harley Davidson никој не ги сака, заради што во првиот квартал годинава е остварена загуба од $20 милиони, односно по 600,000 по моторцикл. На здравје!